One-on-one web content brought to you by Good Nature. Почнувајќи од 1990-тите, Македонија се уби од затворање на фабрики. Ама дојде живот и затоа има една ново отворена македонска фабрика за која нема зима и се повеќе не прославува низ целиот свет. Тоа е македонската фабрика за лажни вести. Fake news. Велес Rules. Не само што работи Велешкава фабрика и останативе фейк ньюс фабрики низ Македонија, туку растураат. Се отвораат нови погони, се штанцаат приказни кои ги читаат се до Белата куќа. Наводно, тоа веќе го знаете, најмокниот човек на светот на функција дојде токму со помош на македонската, Велешката фабрика за лажни вести. Трампот дојде на власт преку Велес. Сепак, да не се чудиме, Трамп е така малку помаранџест, а Македонија има навика на власт да носи портокалови лидери. Од носталгија му помогнавме на Трамп. Тоа беше од носталгија. Портокалово. Има добра и има лоша вест околу македонската фабрика за лажни вести. Добрата е дека, иако е фабрика, не пушта PM10 честички, значи не мора да носиме газ маски. А лошата вест е дека фабриката го труе мозокот на целиот свет и не само за политика. Фабриката за фейк ньюс пред неколку недели повторно ги вклучи погоните и го произведе Дарко Грнчаров. Сте чуле за Дарко Грнчаров? Ти знаеш за што се работи. Знаете кој е? Слушајте го ова сега. Дарко Грнчаров наводно е тенисер од Македонија. Иако на интернет не може да се најде ништо што сугерира дека Дарко е тенисер. Се едно тој во некоја си интервју за некоја си Radio 5 Live вели дека нема да учествува на тенискиот Grand Slam, пази Australian Open, се додека не биде променето името на арената Маргарет Корт. Таму се одржува турнирот, меѓу другите терени. Зошто Дарко не сака да настапува? Затоа што Маргарет Корт е поранешна австралиска тенисерка која се залагала против истополови бракови. Значи, до толку живот дојде во Македонија, што непостоечки тенисер се бори за геј права на измислено радио преку измислени вести. Тоа се дешава. За информацијата се заинтересирува BBC. За оваа храбра изјава на Дарко, лично, верували или не, му пишува Серена Вилијамс. И тенисерот од Македонија станува звезда во тенискиот свет. Но само неколку кликови на новинарите беа доволни да истражат и заклучат дека Дарко единствен пат на официјален меч се појавил во 2015 во Црна Гора и замислете, загубил, изгубил на единствениот меч што го имал. Изгубил. Прашањето е докаде е стигната работата со лажните вести и дали воопшто можеме да се вратиме назад за да ги оправиме работите. Значи има секакви вести, буквално секакви вести и не знаеме што е вистина. Дали стварно Зоран Заев на вистина го продал името за 2 канти злато, една за него, една за вицето? Дали Никола Груевски го направил свој клон, самиот себе си се направил во клон и го ставил да владее со ВМРО и го крстил Христијан? Или дали водителот Жаре на вистина одбил понуди за брак од Викторија Лоба, Елена Ристевска и Маријана? Мислам, не знам веќе што е вистина, што е фейк. Фабриката за фейк ньюс е сериозно силна, но и сите ние сме дел од проблемот. Зошо? Пошто мораме да почнеме да ги читаме текстовите наместо само насловите. Да провериме пред да споделиме нешто. Да побараме втори, трет извор за веста, да видиме кои се бе тие медиуми што ја објавиле веста и полека така ќе ги исчистиме сите тие фейк фабрики. А убавото е што со затворање на оваа наша фабрика за фейк ньюс, со нејзиното затворање, никој нема да оди во стечај. Никој, евентуално 2-3 велешани, ќе останат без джепарац. Тинејџери. Но бидејќи е дојден живот и за да не ги оставиме без работа, имаме повик, ги повикуваме сите фейк новинари да ни пратат CV на следната адреса за да ги вработиме како сценаристи во 1-1. Значи, фейк новинари, пишете ни на следнава рил адреса Ирвин Меджик Джонсон 32 7000 битола. Пишете ни! Пишете ни! Ќе ве вработиме! Оставете и валиден доказ дека сте фейк новинари, нормално, за да знаеме дека сте на вистина. Ќе смислите нешто.